Почитувани мои, добро вечер. 40 години традиција во Чишиново е одржувањето на Илинденските спортски игри. Вечерва мои гости во студиото се, ајде ќе почнам од градоначалникот на Чишиново Облешево, Јорданчо Левков и Јефтимов Јоже, член на организационот одбор. Добро вечер за двајцата. Многу ми е мило вака како спортски работник што еве и годинава ќе присуствуваме на една голема манифестација што организирате. Со Јоже на два пати гостуваше во емисијата, претходните години разговаравме, затоа сега сакам градоначалникот еве да го конкретно прашам. Како општина што презедовте вие, бидејќи минатата година знам дека го одржавте ветувањето претходно што ми го дадовте дека игрите ќе бидат уште подобри. Добро вечер на гледачите на вашата телевизија и чест ми е што сум поканет во една емисија која што се однесува на спортот, особено на Илинденските спортски игри. Емисија која е посветена на Илинденските спортски игри и јубилеј 40 години. И таа емисија се надевам дека ќе даде кај гледачите интерес. Што се однесува до вашето прашање, Илинденските спортски игри се наша гордост. Општината, значи, ги поддржува Илинденските спортски игри, откако Чишиново доби општина од 2000 година, ми се чини, општината ги презема Илинденските спортски игри и до ден денес општината е генерален покровител на игрите, што значи дека игрите се во сигурни раце, значи општината ја прави конструкцијата за Илинденските спортски игри, ја усвоила програмата на Советот и предвидува средства во плановите на буџетот и ги реализира ветените средства, така да игрите веќе од година во година се организираат се подобро и подобро. Како што ви ветив јас дека од година во година ќе биде се подобро, така ние како општина посветуваме доста внимание на поддршката на игрите, на самите игри, како во обезбедување на награди на екипите, така и сите трошоци кои што се однесуваат за судиите и ги подобруваме условите на теренот, значи теренот го одржуваме, како и санитарните услови кои што се потребни за да се одвиваат тие активности. Што значи дека општината се грижи да ги мотивира спортистите, да ги мотивира младите, да ги мотивира гледачите со самото тоа што ќе створи услови за да се непречено одвиваат тие игри. Вие 2000-те, зашто ви го поставив тоа прашање дека од година во година игрите се висе некако подобри, сигурно се сеќавате 2010 година кога последен пат се играше финалето на стариот терен, да кажам. Вие ветивте уште тогаш дека идното финале, така ми рековте конкретно во разговорот што го водевме таму, дека идното финале ќе се игра на новиот терен. Зашто, например, она што се случи минатата година се играше и под рефлектори, што беше една посебна драж беше за тоа. Спектакл. Самите рефлектори дават посебен сјај на самата утакмица, гледачите се импресионирани од самата гледка и тоа ни овозможува да има поголем публицитет и поголема посетеност на самите игри, на самите надпревари, така да и играчите се повеќе мотивирани да играт под едни такви услови. Бидејќи тоа не секојдневие, многу ретко од тие играчи, можеби некои пати и немаат заиграно под светлоста на рефлекторите. Меѓутоа, околу тоа што го рековте дека општината се грижи, дали глатко одат тие работи околу донесувањето на одлуки или секој пат има некои што ставаат некои пречки да не се реализира тоа, иако знаеме дека се работи, се е сведено на играчи од околните села, претежно тоа се деца за кои навистина треба во еден спортски дух да ги одиграт игрите и нормално наградите, рековте, ги покривате се друго што. Меѓутоа, дали се тоа како градоначалник, кај вас иде се глатко некако? Што се или имате воспоставено таков контакт со однесува до самите Илинденски спортски игри, тие обстојуват 40 на години, обстојуват и во времето кога јас бев младенец и кога ние како младина ги организиравме без денар пара, што се вика. Самите сите ентузијасти, младината ги организираше, изнаоѓаше средства како што знаеше и умееше, немаше поддршка тогаш ни од општина, ни од местна заедница, ниту од некои други финансиски институции, самите се снаоѓавме,
Сега општината нема пречки за што се однесува до игрите, никој не е против еден таков спектакл, еден таков момент да го спречува или да го бойкотира. Сите одлуки се донесуваат едногласно. Тие средства се мали и минорни за општината, меѓутоа значат многу за регионот, како што рековте. Вие и за регионот и за државата, тоа е еден турнир кој што се одржува веќе 40 години со континуитет, така да публицитетот и најстар турнир на Балканот. И најстар турнир на Балканот за голем фудбал. Екипите секоја година се присутни и помотивирани и учествуваат со поголем жар, така да претходната година имавме еден прекрасен турнир, имавме многу добри екипи, иако наградите се тие кои што се подолго време, меѓутоа самите екипи се мотивирани да доаѓаат на тој турнир, заради тоа што турнирот е познат и долго време се одржува. Самата општина е посветена, сите граѓани се тука присутни, се рекреираат, па дури и од околните општини, екипите од сите општини кои што имаат екипи, граѓаните сакат да дојдат, да навиват, да ги бодрат своите играчи и тоа е еден прекрасен спектакл, да се видат луѓето, да се дружат, да се занимаваат едноставно тука. И да се надпреваруваат, кој е подобар секој пат по најдобриот се неле, секој пат најдобриот. Така да никогаш за игрите средствата нема да бидат проблем. Да. Тоа се мали минорни средства за општината, меѓутоа големи за игрите и за спортот во нашата општина. Јоже, годинава немаше проблем околу пријавувањето екипи, бидејќи 16 екипи, колку што треба што е нормално во 4 групи по 4 да влезат. Минатата година имаше еден проблем, две екипи имаше помалку најпрво пријавени. Очекувавме накнадно, така беше разговорот минатата година што го водевме тука. Меѓутоа, како си задоволен од пријавените екипи, еве ти како член на овој организационен одбор, како најодговорен таму да кажем, бидејќи ти си алфа и омега на некој начин за самата организација на игрите, како си задоволен од пријавените екипи? Бидејќи гледам јас по тоа редослед, само мислам дека Долни Балван е од минатата година вклучен оваа година. Па, вака, оваа година имаше доста голем број на одзив на луѓе, членови од екипите што беа присутни на извлекувањето што се одржа во општинската сала во село Шино. Имаше 13 екипи што беа пријавени таму. Накнадно се пријавија уште 3 екипи. На самото ждревење се пријавија уште 3 екипи и така се формираат тие 4 групи по 4 екипи. За разлика од минатата година, оваа година како нови членове и подолго време што не се учествувале на турнирот е екипата на Долни Балван и екипата на Крупиште, и оваа година учествува екипата на Пишица. А од лани ги нема екипите на ФК Баби од насело Баби од Штип, ја нема екипата на Кучичино и ја нема екипата на Оризари. Значи, 3 нови екипи, 3 оние сигурно поради неорганизираност некоја, тоа е нивни проблем. Меѓутоа, мене ми е многу така драго што ги следите сите оние големи надпреварувања што се случуваат, еве да кажем и на европски ранг и на светски ранг со сите тие турнири, и ви имате заведено една пракса што и секоја година е присутна, да турнирот го отвара секој пат минатогодишниот победник. Минатата година победи Чифлик, екипата на Чифлик, и годинава мислам дека со Зрновка го отвара турнирот на 4 јули. Да. Традиционално назад, скоро рече сите 40 години што се одржува турнирот, секогаш отварањето го врши минатогодишниот победник, финалист, што е бил победник на турнирот, со било која екипа од нивната група. Оваа година ќе го отвараат Шишинови и Зрновци. Отварањето на 4 јули од 17 часот 30, што тоа е што пред игрите ќе има малку некој спортски дел за најмалите, ќе се одигра некој еден надпревар помеѓу малите деца што се од школска возраст до 15 години и така. На 4 значи само тој надпревар, на 5 е
и другиот надпреварудистата од првата група и потоа континуитетот често има секој ден по две надпревари. Континуитет секој турнирот секоја сабота, недела, вторник и четврток ќе има по два надпревара. Надпреварите ќе започнуваат, првиот надпревар започнува од 17 часот, вториот надпревар започнува од 19 часот. По еден надпревар само се одигрува за полуфиналето. Тие надпревари ќе започнуваат од 18 часот. Финалето си традиционално на 2 август. Значи финалето не го менува, мислам датата си таа денот без разлика која секој пат е на 2 август. Од предминатите години, ајде да се вратам јас не, можеби 10 години поназад да се вратам, турнирот беше многу посетуван. Многумина беа скептици дека минатата година, кога го организиравте на новиот терен, што е од агенцијата, мислам, на млади спорт или од владата на Република Македонија, бевте скептици, многумина дали ќе дојде посекуваниот број на публика со оглед на фактот што малку е посончево тука, меѓутоа како бевте задоволни од посетеност? Па види, минатата година ништо помалку не беше посетеноста, дори може да се рече дека беше и во поголем број посетеноста, пошто новото игралиште ги дава сите услови. Со помош на градоначалникот, новото игралиште што го земавме ние во употреба да го надеме, ние скоро градоначалникот го реконструираше целото. Почнувајќи од вода, па со санитари, со рефлектори и со сите тие попратни работи што одат по електрика, скоро речи све е сменето и се функционира на нашето игралиште безпрекорно. Додека за разлика на другите игралишта што си ги правена од агенција Млади спорт, пошто ние играме по тие игралишта во Трета лига Исток, нашето игралиште, не да се пофалиме, не меѓу најдобрите, туку е најдобро од сите игралишта. Тоа е заслуга, рековте, на залагањето. Тоа е заслуга на залагањето на градоначалникот. Од тие причини што ги кажав сега, скоро речи целата конструкција што е, останува главнината што останала, што е изградена на игралиштето. Другото е се сменето. Од вода и санитари и други работи се е ставено. Има вработен на игралиште што го одржува, што редовно се коси, редовно се вади, редовно се надои, затоа е успехот тај. И сега луѓето кога го гледаат игралиштето како е, и самото игралиште си влече за една посетеност. Градоначалник, овие зборови се упатени позитивни нормално на ваша страна, бидејќи претходно со Јоже во една прилика кога разговаравме, имаше доста пофалби за вашиот ангажман, што мислам и за на локалната самоуправа, што е на вашата општина за одржување на овој терен, бидејќи знаеме дека терените многу тешко се прават со сопствени средства, а она што се добива треба да се одржува за да биде. Меѓутоа мене ме интересира да го искористам вашето присуство, само да ве прашам за исто така се направи една прекрасна спортска сала во Облешево. На свеченото отварање на салата, мислам, се уште го памтам говорот на представникот на владата, тогаш беше Владко Ѓорчев. Тој кажа дека целта на таа сала е да се постигне континуитет у работа во тие мали спортови и да се формираат екипи. Екипите не заживеа во Облешево. Која е причината за ова што нема мал фудбал, нема ракомет, нема одбојка, а има прекрасни услови во таа сала тоа да се формира? Дали нема луѓе што ќе го повлечат тоа или нешто друго е причина? Ние како општина сме мотивирани право за игралиштето, Јоже започна, па и вие, да го одржуваме тоа игралиште, за да можат спортистите, спортските екипи да го користат и да бидат во добра кондиција. Дополнителна мотивираност ни дава и илинденските спортски игри, кои што се сјајна општината и ние мораме да го одржуваме заради игрите, заради посетеноста и да ја одржиме таа посетеност и да ги одржиме игрите на тоа ниво и на таа да кажам заинтересираност од страна на граѓаните и посетителите да доаѓаат на тие игри. Тие игри се императив за нас и ние мораме да го одржуваме игралиштето заради игрите и заради спортот и заради децата кои што сакаат да спортуваат, да бидат повеќе мотивирани да доаѓаат и тоа игралиште да ги привлекува самите спортисти. Додека салата, спортската сала ја користи
училиштето Климент Охридски, основното училиште, и што се однесува до училишните спортови, таму се одржуваат манифестации во тој дел. Меѓутоа, ние како општина поддржуваме и финансираме секакви спортски клубови, невладени издруженија кои што се организираат и кои што прават клубови и кои што се заинтересирани за некаква спортска активност. Ние како општина ги поддржуваме спортските клубови, фудбалските клубови кои што се заинтересирани да играат фудбал и доколку им треба финансиска поддршка, тие се обраќаат до општината со програма. Таа програма им е одобрена од страна на Советот и општината ги финансира тие клубови. Меѓутоа, досега немаме пријавено интерес кај за ракомет и за одбојка од страна на екипи или издруженија кои што сакат да се бават со тој спорт. Иако јас како градоначалник на неколку пати иницирав, односно сакав да иницирам создавање на таква екипа, значи за ракомет и за ракомет. Одбојка за борење, може за бадминтон, може такви спортови, мал фудбал. Бидејќи ние како нација сме повеќе за ракомет, во нашата општина има деца заинтересирани од самото образование, од училиштето имат часови по ракомет, така да имаше некој интерес и кај женските и кај машките за формирање на некоја екипа во ракометот. Меѓутоа, до ден денес не успеа да се организираат, не успеа да ја формираат таа екипа и ние остануваме на ставот да поддржуваме во иднина секаква иницијатива за организирање на екипа во ракомет или во било кој спорт. Ние како општина сме отворени за поддршка на спортски екипи, спортски издруженија, спортски клубови. Сите што пројавиле интерес, ние сме излегле во пресрет и до крај сме го испочитувале и програмата која што самите ја поднасаат. Ние финансираме фудбалски екипи и мислам дека имаме и успех во фудбалот и во спортот како општина. Фудбалската екипа Чешиново солидно се држи и игра солидно во третата фудбалска лига и мислам дека сме на трето или четврто место, солидно се држиме, така да тоа е и како заслуга на поддршката од страна на општината. Исто така имаме уште 3 екипи, фудбалски екипи кои што се надпреваруваат во општинската фудбалска лига, кои што екипи исто така се добри во својот ранг и мислам дека во оваа година некоја од нив и може да стане член на третата источна фудбалска лига. Еве од мене кај една иницијатива, минатата емисија Госми беше во емисијата господин Ористо Таков, еден од основоположниците на модерното борење. Тој кажа еден податок овде дека првиот боречки клуб како боречка секција е формиран 59 година токму во Облешево. Може би и вие не ја имате таа информација, меѓутоа тој го кажа тоа тука и минатата година кога имаше една емисија слична со мене, истото го напомна, сега малку го образложи тоа се како се е случило, па еве нека биде некој апел има на тие терени, мислам по тие села, по тие населени места има доста заинтересирани за тој спорт и мислам дека децата можат, имаше екип, мислам во Кучишино формирано таква боречка, може да ги користат благодетите на салата, што секој ќе биде добро и за општината, нели? Тама работа ние сме отворени секогаш за поддршка на спортски клубови, треба иницијатива, треба да се покрене иницијатива, да се повикат релевантни луѓе кои што се до тоа ќе го осмислат, ќе го организират и ќе се даде поддршка и мотивација на тие луѓе за да можат да продолжат. Меѓутоа ние како општина не можеме секаде да стасаме се да инициираме. Тоа треба да биде граѓанска иницијатива пред се, а ние сме тука да ги поддржиме тие активности. И сигурно ќе ги поддржавате тие активности, нели тоа е корисно. Јоше за некои промени околу, дали има околу годинашниот турнир, некои промени во правилникот или се останува на исто? Нема промени, правилникот се останува уназад што е више 10 години. Право на настап имат екипите, на почетокот се пријавуваат 20 играчи. Едино нема право на настап екипа што е пријавена на турнирот од тоа населено место да се надпреварува за друга екипа. Правилникот за надпреварување е истиот од минатата година, и сега скоро речи е истиот како европскиот правилник што е на европското првенство. Жолтите картони се бришат за финалето, а додека црвените картони си остануваат. Дека играч добие црвен картон во полуфинале, сигурно нема да игра во финалето.
А за разлика ако му е трет жолт картон добен во полуфиналето, тој играч ќе се надпревари во финалето. Едино имаме нешто плюс додадено, е тоа што на фудбалските надпревари по правилникот на Фудбалска федерација на Македонија и на УЕФА имаме по 3 измени. Кај нас имаме 4 измени. Една измена имаме додадено плюс. Тоа е се заради времето кое се одржува турнирот. Доста топло време е и затоа имаме додадено едно плюс што ни е одобрено на еден начин, а од страна на Фудбалска федерација на Македонија ние ипак мора да се прдржуваме на тие правилници, пошто нашиот турнир е обезбеден од сите гледни точки како што се обезбедува било кој надпревар што се надпреваруваат во Република Македонија, од трета лига, втора и прва лига. Истите, нашиот турнир е обезбеден од страна на Министерството за внатрешни работи. Нашиот турнир е секоја година пријавен во Фудбалска федерација на Македонија. Нашиот турнир е пријавен секоја година во Агенција за млади и спорт. И мораме ние на еден начин да се придржуваме и на нивните правила што се правилата на Фудбалската федерација на Република Македонија. Нема некои други подрастични промени од претходните години што се од општински фудбалски сојуз со судиите, судиската организација. Судиската организација и оваа година ќе биде на општински фудбалски сојуз Кочани. Едино може да направиме некои напори за во финалето да доведеме судија што ќе го суди финалето од што не има само републички карактер, туку да има лиценза меѓународен карактер од ФИФА, од УЕФА. Ние разговараме со луѓето од ОФС Кочани тука и судискиот актив што е при ОФС Кочани. Луѓето стојат на располагање и они да дадат допринос да можеме да обезбедиме еден таков судија за да може финалето да тече непрекорно без никакво сомневање и да биде во најдобар ред. Точно рековте некои измени има пред емисијата кога разговаравме ми дадовте еден податок пред 10 години овој правилник што е непроменет, пред тоа имало некои промени дека можел играч без разлика од кое потекнува населено место да има право да настапува. Да, тоа беше 2003 година дојде до промена на претходниот правилник и се донесе некој правилник да се создаде екипа било каква и само да застапува една местна заедница што ќе се надпреварува на турнирот. Но тоа не даде никакви позитивни резултати. Тогаш имаше право фудбалер од Чишиново да игра за екипа за Облешево или фудбалер од Чифлик да се надпреварува за Жиѓанци и беше донесен таков правилник и 2003 година се одигра по тој правилник. Но не даде некои добри резултати, едноставно не блескаше убавината на фудбала на теренот, туку блескаше некоја освета спрема играчите што од едно населено место настапуваат за друго, а посебно кога ќе се дојдеа еден против други да играат и доваѓаше као пресметка едни со други. И веднаш 2004 година се укина тој правилник, се донесе овој правилник сега што е уште актуелен. За разлика од минатите години, у првите години на турнирот имаа право да настапуваат само луѓе што од самите населени места, но времето се го направи своето, сега нема доволно број на млади луѓе што се занимаваат со спорт, а турнирот е доста силен и затоа дозволивме ние да се настапуваат фудбалери од било кое место на Република Македонија да учествуваат на турнирот, само не од едно местна заедница што се надпреварува, нема право да игра за друга местна заедница. А инако турнирот зема голев замав, особено последните 4-5 години. Зема толку голев замав што ние имаме континуирано више фудбалери од Струмица, од Велес, од Свети Николе, од Делчево, од Виница, од сите што гравитираат тука во источниот дел на Македонија. Од Кочани имаше доста играчи што Па цело нема фудбалер, ја по моја статистика да се вратиме години назад, нема фудбалер што се занимавал со фудбал во Кочани или било дека да не е настапувал на турнирот во Чишиново. Не постои таков фудбалер. Да почнеме ние сега од Тоде Митев, од Зоки, од тие сите фудбалери што беа едно време за Осогово, тамо од Јорданов, од Грдовци, тие
сите се преврвале во Чишиново и тоа не е една година, туку години назад во континуитет. Што очекувате вие конкретно е како ви реков, екипите се доста квалитетни, бар по име ја што ги гледам и по она што кој од каде има ангажирано играчи. Како мислите дека турнирот ќе биде ова година? Посилен од минатата година или? Па дали според бројот на играчи? Според тоа ја што го слушам и што имам некои најави од луѓето што ги водат екипите од другите населени места, едно 5-6 екипи ќе се одвојат од другите више него сигурно. Пошто гледам сега имат играчи исто ангажирано од Струмица, од Беласица, од Тиверија, од сегде, се само да се освои турнирот. Дали ќе биде појак, тоа ќе го видиме, ама јас мислам дека според имењата секоја година која е новата иде секој пат е подобар и подобар. Квалитет се појавува на турнирот. Па токму и заинтересираноста на екипите да го освојат победничкиот пехар, самото тоа го кажува дека квалитетот на екипите е доста голем и дека тие екипи што ангажираат играчи вложуваат во тие играчи нешто за да може да го освојат турнирот. Па види, не е мала работа да ангажираш една екипа, например, ако настапува за една екипа некои играчи од Делчево, другите од Струмица, трети од Пробиштип, самиот превоз да го обезбедете само да присуствуват, носи голем финансиски средства. Тие луѓе мора да си тражат своји спонзори, своји извори на средства што ќе го покријат тие доаѓања за да го освојат турнирот. Значи, самото освојување на турнирот е голема желба за секој човек што ќе ја води било која екипа. Престиж. И тоа, како што каже градоначалникот, тоа е борба за престиж. Па самиот факт што игрите знаеме колку се посетени, особено кога се игра некој местно дерби као Чешиново и Чифли, кога се игра такви надпревари, знаеме колку гледачи може да се соберат и што се донесува. Па доста е доказот лани кога се играше надпревара меѓу Чешиново и Облешево, посетеноста беше рамно више на едно финале. Да. Најмалку имаше повеќе од 2000-3000 души имаше само на тој надпревар. Може би повеќе, па некоја евиденција, бидејќи наоколу имаше доста. Не можеме ние да водиме евиденција, бидејќи не наплаќаме ние карти. Да. Нема да тоа е са отприлика сама проценка направена колку има гледачи на тие надпревари. Градоначалник, јас би ве прашал, Јоже, набројувајќи ги и Фудбалската федерација дека мора да се пријави турнирот таму и Агенцијата за млади и спорт. Вие рековте дека сте главен покровител, односно финансиски на овој турнир како општина. Тоа ме интересира, дали имате некоја помош од Фудбалската федерација или од Агенцијата млади и спорт? Ние секоја година поднесуваме барања до Агенцијата за млади и спорт, па и до Фудбалската федерација, па и до Олимпискиот комитет и други спортски издруженија, асоциации државни. И до сега, ланската година немавме скоро никаква помош. Во претходните години имавме нешто помош во топки, во пехари, така да таа помош е доста минимална и минорна за нас, така да овие години планираме веќе и да не поднесуваме барања за таква минорна помош. Општината е способна и спремна тие реквизити и работи да ги набави, за илинденските спортски игри, па и за клубот. Тоа е наша определба и ние нема да ги оставиме така игрите. Тие луѓе доваѓаат, ние ги покануваме и од Фудбалската федерација, од Агенција за млади и спорт и од Олимписки комитет. Доваѓаат, ги отвараат, им даваме чест да ги отворат игрите, да ги затворат игрите, да бидат присутни на самите игри на финалето. Тие се импресионирани од самиот турнир, од игрите. Само имат добри впечатоци, убави зборови за организацијата. Ама никаква финансиска помош. Меѓутоа, кога се тука, кога се присутни, кога се импресионирани, кажуваат дека во наредната година ќе се заложат повеќе, меѓутоа кога дојде наредната година повторно. Истото ние со изговор дека тие поддржуваат само репрезентации, односно државни тие некои манифестации, вакви локални турнири. Значи се сведува во круг и се сведува на локалната самоуправа. Да, се сведува на локалната самоуправа и ние сме горди што можеме еден таков турнир да поддржиме, да го изорганизираме.
Тоа ни е во крвта веќе 40 години, ние живееме за тој турнир. Граѓаните исто така, тој месец јули е резервиран за игрите. Сите сакат да дојдат на игрите, да се видат, да се разонодат, да го поминат тоа време. И да склопат некои познанства. И да склопат некои познанства, далеко од политика, спорт, некои други активности, да чисто така луѓето па се рекреира. И јако многумина настојуваат спортот и политиката да ги зближат, мислам дека тоа не успева на овој турнир, на игрите, на овие игри. Бидејќи нема тука политика, тука луѓето се забавуваат, сите се едно исто, сите се иста партија. Сега при крај на емисијата сакав да ве прашам едно прашање. Вие гледам со каков восхит зборувахте за екипата на Чишиново што се надпреварува во третата фудбалска лига Исток. Го зазде четвртото место, мислам дека годинава беше. Да. И тоа е сепак за почитување еден резултат, со оглед на фактот што јас сам ја знам со какви се проблеми се судруваше мојот пријател Јоже додека правеше екипата. Оваа година, во третата фудбалска лига ќе настапува Осогово, во трета лига Исток. Во третата фудбалска лига Исток најави Слога Виница, формира клуб. Тој директно ќе се надпреварува во трета лига. Тука е Каменица. Беласт. Зборам за нашиот регион. Тука е Каменица, тука е Делчево, тука е Берово. Значи, ово е нашиот регион. Па сега да не одиме надолу, Беласица, Тиверија, Василево, Плачковица, значи доста квалитетни екипи, Карбинци исто така, Бавите ако останат. Значи доста квалитетни екипи. Дали имате некој размислување дека е способно Чишиново да промовира еден првак во третата лига? Јас како градоначалник, јас сум целосно ангажиран. Таа екипа што ја води Јоже, екипата на Чишиново, да постигнува успеси и да ја поддржувам на секаков можен начин. И ме радува тоа фактот што кажувате вие, не сум толку упатен во другите екипи, меѓутоа дека сите сакат да поддржат екипи кои што ќе бидат силни и кои што ќе подобрат сликата во источниот регион во фудбалот. Тоа ме радува дека ќе има доста фудбал, дека ќе има поквалитетен и посолиден фудбал. И многу дерби надпревари. И многу дерби надпревари, така да ќе има еден спортски дух, еден надпревар. Јас ќе бидам горд ако одеме во сите општини, во сите градови и ние како општина се среќаваме со доста квалитетен фудбал. Ние ќе посветиме како општина повеќе внимание да направиме од тој клуб наредната година да биде поквалитетен, да може да се надпреварува за прво место. Јас сум определен да го поддржуваме клубот, да понатаму реди успеси, да извојува победи и зошто да не да влезе и во некој повисок ранг. Се зависи од самите играчи, од волјата на клубот. Финансиите мислам дека нема да бидат проблем, доколку заинтересираноста од година во година кај самите граѓани е се поголема. Ние вложуваме во клубот, имаме подмладоци, имаме екипи, пионерска исто така. И помала екипа, тие што се детличи, петличи. Петличи, да. Кои што се надпреваруваат, исто и за нив издвојуваме средства и ги мотивираме и им даваме поддршка за да можат од нив во наредниот период да се заинтересираат да станат добри играчи. Чишиново облешево, таа општина од секогаш била расадник на играчи, од таму имат излезено доста фудбалери, од секогаш имало играчи од таа општина, зошто да не си ги ние тие играчи таму задржаме, да ги мотивираме, да ги поддржуваме и да ние красат општината, едноставно спортот да биде на едно повисоко ниво во нашата општина. Многу добро се чувствувам додека зборувавте вака со еден посебен апетит за она што за фудбалот, посебно бидејќи има, реквме, доста таму таленти, растат, јас во една прилика реков исто како печурки после дожд дека растат, се создаваат таму. И добро да се направи една екипа и многу ќе ми биде мило како градоначалник што токму така размислувате и дека сте спремни да финансирате и еден клуб во втората лига. Меѓутоа тоа е прашањето и за Јоже алфа и омега на тој клуб. Јоже, ти од ништо екипа направи екипа. Така бар, кога почна првенството минатата година, кога разговаравме, така ми каже екипа
така ја создавам со текот на првенството. И многу ми е мило што екипата, посебно во пролетниот дел на првенството, одигра навистина многу добро. Па екипата на ФК Што планираш оваа година, тоа ме интересира. Па прво да кажам за минатата година дека екипата на ФК Чешиново имаше малку лош старт и лош распоред. Со како одминуваше времето, екипата дозема замав и последните некои 7-8 кола ние не изгубивме ни еден надпревар. Исто и пролетниот дел имавме многу добар успех. Имавме 8 превари добиено, имаме 3 или 4 само изгубено и 2 нерешени надпревари, што е многу добро. За следната година планираме да пробаме да ја засилиме малку екипата и да пробаме да освоиме првото место во третата лига Исток. Малку е потешко кај нас тука, има голем број на клубове многу близко, пример Осогово, трета лига Исток сега. Зрновка, трета лига Исток, Чешиново, трета лига Исток. Виница сега и има многу мал број фудбалери што може да ги земеш и да направиш добра екипа. И јас со тоа више 4 години борам, например, со Осогово. Лани ние земавме 20 играчи од Осогово, веќе ги регистриравме кај нас, а после тоа ни си ги вратија поново кај нив, а не се напреваруваа тама. Едноставно само ослабува екипата наша. А сега оваа година ќе почнеме од почетокот на турнирот кој ќе започне сега турнирот во Шиново, да правиме разговори со играчите што се надпреваруваат по било која лига, без разлика дали е од Кочани или од Овлишево или од Шиново. Сите тие нови таленти што ќе излезат од турнирот ќе гледаме да ги земеме во екипата на Шиново и да ги повратиме нашите фудбалери што се од нашата општина, а не се надпреваруваат во нашата екипа. Тоа ни е целта. Другото, да кажам голема благодарност до градоначалникот. Целото спонзорство на екипата е од страна на градоначалникот од општината. Само првата година ние игравме некако така нешто, собиравме некои средства само од селото. Мал дел помогна и градоначалникот. Се виде дека така не може да се дојде до никаков успех, после градоначалникот тој го зеде. Како заедно општината, така и целото финансиска конструкција ја покрива градоначалникот за екипата на Шина. Јожи, јас мислам дека со вакви размислувања твои на градоначалникот, со таква поддршка и со такви избори од негова страна спрема екипата, дека мислам дека годинава ќе создаш една добра екипа која ќе биде сепак ќе го води главниот збор за освојување на правото место во оваа лига. Па ние ќе направиме се од себе што е да може да ја направиме екипата да биде за нејанса поквалитетна од минатата година и ја мислам дека ќе успееме во тоа, да ја појачаме малку во квалитет екипата и дека ќе се потрудиме, ќе дадеме максимум сега. Јас се надевам дека најмногу ќе добијат гледачите со ова, бидејќи самиот факт што сме на десетина километри растојание ќе се играат неколку дерби надпревари, што е сепак не е мала работа, а тој и над тоа ривалство постојало и ќе постои. Па да, секој се биле интересни надпреварите кога ги играме ние со Зрновка, со Осогово, со Карвинци, тие блиските екипи тука што за секогаш ривалството си секогаш постои и ќе остане да постои. Сега ние ќе гледаме сите тие дуели да ги искористиме да бидат во наша полза, што е најнормално. Секој времето ќе покажи тоа и надпреварите ќе ги одиграат. Пред да заврши да одивам емисијата, сакам најпрво да ви се заблагодарам бидејќи еве изнајдовте време, иако знам дека бевте многу така, уште пред емисијата разговаравме дека малку емисија треба да ја образуваме. Ви посакувам на вистина и не се сомневам дека игрите ќе ги организирате, посебно еве и од локалната и од ваша страна како организација, дека ќе биде на највисоко ниво, а мислам дека ќе победи оно што најмногу ќе прикажи, како што е сека година. Канал 8 ви, еве телевизија ви ја ставам на располагање, можете во секое време кое ќе имате потреба и да не поканете, ние ќе ги посетуваме надпреварите колку што ќе имаме можности, меѓутоа секој пат ви стоиме на располагање за било што околу турнирот и околу формирањето на овие спортски екипи или надпревари да се работува.
Ви благодарам на поканата. Исто ве поканувам да бидете присутни на нашите игри, на Илинденските спортски игри. Воедно ги поканувам и гледачите на Канал 8 и заинтересираните граѓани да дојдат на турнирот, да видат, да ги гледаат утакмиците и да се рекреираат, едноставно да поминат дел од времето. Благодарам. Јожи, благодарам на Благодарам. вас. Почитувани мои, еве тоа беше за ова емисија ја посветив на еден немал јубилеј на најстариот фудбалски турнир за голем фудбал на Балканот, тоа се Илинденските спортски игри Чишиново. Ви благодарам за вашето внимание, ќе настојувам до крајот на овој турнир, поточно по завршувањето на него, повторно да имам некои мои гости, за да имаме една ретроспектива на сето она што ќе се случува од 4 јули до 2 август. Довидување до следната наша емисија со следниот мој гостин, да сте ми живи и здрави и повторно се видиме.